Един от замесените в битката за оцеляване в предходния сезон, Спартак Варна успя да си подсигури елитен статут и за тази кампания и да стигне до спасението в последния възможен матч. Сега обаче с нови сили соколите поглеждат към новия шампионат. Там ни очаква и треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски, който ще чуем в следващите минути. Спартак Варна започва новия сезон с различни амбиции, обновен състав и една константа – треньора Гьоко Хаджиевски. Опитният наставник говори за подготовката, за това, че всички в клуба трябва да останат здраво стъпили на земята и за предстоящите съперници на соколите. Това, че основно е дека ние сме по-силен отбор от минатата година, во смислено тоа дека дојде повеќе готови фудбалисти, за разлика од минатата година кои имавме многу млади, недоказани фудбалисти кои не играле во виша лига. Сега разликата е во тој поглед подобра. Не ни е целиот одбор подеднакво подготвен. Физически, нити адаптиран, зашто би требало да имавме повеќе возможности за пријателски мачеви. Но како и да е сега, да не се оплакваме, игравме 4 пријателски мачеви, контролни, се показа дека одборот има качество, дека има покласни фудбалисти. Лигата е тешка, тешки ќе бидат мачевите и ние треба да покажеме првен това, че не красеше минатата сезона карактер, борбени, единоборства внатре, брзи контриатаки кои ги правевме, да не легнеме сега ние да правиме, не знам, леко игра како да сме станале велики. Това искам да го кажам, значи въпреки това, че имаме поголемо качество, ние пак треба да се сообразяваме со това дека ние сме Спартак, можда како изненадвање, големо име как клуб, но треба леко да идваме на сцена со големите одбори во Българија, кои влизат како фаворити, како што во првиот мач треба да играме со ЦСКА 48, кои минатата година заврши на второто место. Супер резултат за тях пред Лудогорец и пред ЦСКА Софија. И треба да имаме огромен респект, да знаеме дека од првиот мач треба да сме многу компактни, многу борбени и да, въпреки това, пак казвам, че имаме 11 човека од минатата година, 14 нови, ние треба да функционираме како одбор всичките заедно. Какво е нужно на Спартак срещу първия съперник ЦСКА 1948? Има ли вариант според Хаджиевски червените да подценят матча предвид участието им в Европа? Ние знаеме дека се добри и дека да треба да дадеме всичко од нас, ако искаме да направиме добар резултат и да се представиме во првиот матч пред нашата публика најдобро кое може. Има значение ако игравме след вториот, третиот круг, но сега тие се свежи, тие не се уморени, тие може да се пазат, ама ние практично сме прв одбор со кој тие ќе играат во првенството. Не верувам дека тие ќе се пазат и ќе калкулираат со одборот. Сигурен сум дека ќе искат да играат најдоброто кое го имат. Но по принцип ако викате дека Европа и првенството наше, след 2-3 мача од Европа сигурно похубаво е него сега во началото. Спартак до този момент привлече 14 нови футболисти и вече има конкуренция на всички постове, но трябват ли още попълнение на соколите? Трансферниот период, додека е отворен, никогаш не знаеш как шанс може да се појави за одборот. Не можеш ти да одбиеш некој класен футболист кој иска да игра во Спартак, а возможностите се за клубот добри. Со Ахмед мислам дека това кое може да липсваше още малку голем опит во нападение, мислам дека поготово на централна позиција дека добиваме со него и ето тој знам дека е љубим фудбалист на публиката на нашата, на фановите и надевам се дека од началото ќе ги оправда сите очаквања. Какво иска да каже на феновете Гьоко Хаджиевски? Па виждат, че винаги тие го подкрепат одборот. Нормално сега со нови имена очаквањата се уште поголеми,
ние трябва да направим всичко да се подготвиме максимално. Нас не трябва концентрация, не трябва чиста глава и да влеземе. Да не се оправдаваме сега дека много футболисти има нови, може да още не ни е легнат отборот. Въпреки това да бидеме максимално подготвени да го дадеме най-доброто от нас на мачето ЦСКА 48. Всички в Спартак очакват по-добро представяне този сезон и главната цел е отборът да не се притеснява за своето оцеляване до самия край на първенството. И за финал към един от младите обещаващи български футболни таланти и едно от новите попълнения на Славия. Доказа във времето Илиян Антонов, че въпреки крехката си възраст има характера, има силата да се изправя срещу предизвикателства на и извън терена, за житейските премеждия, за футболния му път до момента, говори той в специално интервю пред Иван Караиванов.